Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи, ако можеш, во ова долго, топло лето. Нема потреба од многу зборови. Вечерва наш гостин е председателот на ВМРО ДПМН и несомнен лидер на опозицијата, господинот Христијан Мицковски. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на можноста. Се надевам дека ќе бидеме интересни за гледачите. Во тоа нема никаков сомнеш. Дури не ни представи Горан дека си присутен на лице место. Јас сум Драган Милосављевиќ, разбира, Горан Мировски е до мене. Господине Мицковски, веројатно прашање над сите прашање во овие неколку дена е оставката на министрите од страна на ДУИ, за многуми необичен блеф, за други некаков потек кој што треба да ве стави вас пред одредена позиција во која што ќе мора да покажете на ваков или на ваков начин некаков став во врска со тоа. Морам да признаам дека во целата околност мене не ми е јасно дали власта навистина има некаков план во целава приказна или е во прашање буквално обиди да се покрие ден по ден со некаков потек кој што ќе треба да зазвучи сериозно. Па да, токму Драган, вие допресте суштината. Планот на власта е како да дојдат до редовни избори, односно како уште неколку месеци повеќе да останат на позициите каде што се, да може да испокрадат уште малку тоа што може да се испокраде, и тоа е суштината. План таму не постои друг. Бидејќи сето она кое што гледаме, а што се случува на дневно ниво, е токму тоа. Ден за ден да се купи, да се направи нешто со кое што уште некој месец ќе премостат до редовните избори. Многумина вчера го нарекува тоа потек или завчера кога се случи, сега не ме фаќате за збор. И јас се чудам зошто во суштина се придава значење на нешто што во најмала рака не е ништо. Зошто тоа нешто не е ништо? Денеска слушнавме од Бујар Османи дека тие утре лично ќе ги потпишеле оставките со одложено дејство и ќе ги ставеле на маса кај мандатарот, нели, кај премиерот, уствари Димитар Ковачевски. Такво нешто правото, процедурите не познаваат. Таква методологија, таков начин на поднесување оставки, нити пак правото, нити пак процедурите во Македонија, согласно тоа кое што се прописи, закони и процедури, не познава. Ова е чисто за некој политички маневар, за да се дефокусираме, да не збориме сега за аудито, да не збориме за Соравија, да не збориме за имотот по Западна Македонија и така натаму, а од друга страна, еве, направивме нешто кое што нас ке ни купи уште некој ден повеќе, па потоа ќе има нешто друго и така натаму. Потегот ќе го видат од ВМРО ДПМН на 18 август. Потегот на ВМРО ДПМН тогаш ќе биде јасен на сите, ако имаат храброст и ако навистина мислат дека тоа што го направиле со прифаќањето на бугарскиот диктат е навистина нешто добро и на Македонија и овозможува европска перспектива. Ја само би сакал да го додадам ова. Сметам дека е многу важно. Вие постојано, и не само вие, туку генерално опозицијата наведува дека ДУИ во моментов, па и подолг период наназад е всушност вистинскиот лидер на власта, за да само ги нарекувате помалиот партнер, и можеби и од овој потек сега, тоа на некој начин се докажува, додека, не знам, вице-премиерот Бојан Маричич или премиерот, ако сакате, Ковачевски, повторува исти фрази, ДУИ се обидува и некаков маневар да направи. Значи, еве, овие нивни оставки се одреден потек. Се согласувам дека вашиот одговор ќе биде таков како што е, меѓутоа кај нив сепак има некаква линија на нешто што, ако ништо друго, делува сериозно. Кај сега само ни тоа нема. Ама не делува сериозно. Јас повторно ќе се вратам на првата тема. Не делува нешто сериозно кое што не е сериозно. Не може да делува сериозно конвертирана оставка со одложено дејство. Тоа е исто како да речеме завчера паѓаше дожд. Добро, врнеше дожд и така натаму и така натаму. Не можеме ние да приоѓаме сериозно на несериозна работа. Да, точно е, тие се можеби носители на сериозни државни позиции и институционалниот момент на моменти ни дава можност и потреба е да ги гледаме работите сериозно.
Но не е ова сериозен потек кој што ние треба сега со денови да расправаме. Тоа е целта. Ние треба како јавност да западнеме во замката која што сега тие ја прават, а тоа е да престанеме да зборуваме за сите други работи и да видиме сега како да го свртиме вниманието кон условно кажано некаков си стратешки потек. Вие споменавте кој е таму главниот и зашто ние тоа го зборуваме цело време, впрочем, и после ова, еве би рекол акробација која што ја направија 5 членови на владата од ДУИ, гледате како следниот ден има реакција СДСМ. Значи прво ДУИ и потоа веќе следниот ден излегува СДСМ и века сега Мицкоски е на потек. Мислам, навистина една чудна позиција имаме денеска на политичката сцена во Македонија. Имаме губитници, давеници, тоа е владата, и тука главен асистент им е Стево Пендаровски. И тие континуирано зборуваат за некакви позиции, континуирано дефокусираат, континуирано спинуваат, континуирано во јавноста испраќаат пораки кои што се невистинити, кои што се лажни, манипулативни. И сето тоа го прават затоа што знаат дека направиле грешка пред повеќе од една година со тоа што го прифатија бугарскиот диктат. Сега веќе им е јасно дека грешката е направена. Кога велам грешката е направена, тие прифатиле нешто кое што мнозинството македонски граѓани, огромно мнозинство македонски граѓани, кај македонците веќе тоа е речиси со акламација, но кај огромно мнозинство македонски граѓани тоа е неприфатливо, вклучително и ВМРО ДПМН како партија која што нормално во своето име содржи дел кој што вели македонско национално единство. И сега ако речиси постои македонско национално единство, тие како политичка партија не можеме да одиме спротивно на ветерот. Нормално е дека ние ќе застанеме во одбрана на тоа македонско национално единство. Денеска прочитав една изјава на европратеник која што доаѓа од Словенија, која што има во суштина, мислам, македонско потекло, Јовева ли се вика, така некако беше, која што во јавноста зборува како оваа влада била реформска, како оваа влада била преевропска и така натаму. И испраќа порака, вика, опозицијата, дали, на прашање на новинарот, дали ги слушате аргументите на опозицијата, таа предпоставам не ги ни слушнала, бидејќи никој од нас не ја знае дека постои, случајно да не се овие медиуми кои што некако ги промовираат ставовите на владата, нема ни да знаеме дека таа постои, но еве се јави денеска и вика опозицијата најверојатно вика сака да биде власт, а заради тоа го кочи овој процес, а инаку оваа влада е вика многу реформска, многу преевропска и така натаму. И се замислете, вие сте обичен граѓанин, добивате таква порака од ваков политичар, кој што е дел од Европскиот парламент, така озбилна европска институција. Ама пораката е спротивна на мислењето на 85% од македонците и на 70% од вкупниот број на граѓани кои што велат дека оваа влада е неуспешна и дека оваа влада треба да замине и дека тоа што оваа влада го прави е погрешно. И како утре, кога ќе дојдат луѓе од тие институции, народот ќе може да им верува на пораките кои што тие ги дават, ако перцепцијата на луѓето, чувството на граѓаните во Македонија е сосема спротивна од пораката која што дојде. Тоа ќе ни биде тешко и на нас во иднина, како идна влада да седнеме и да и со граѓаните да разговараме и работиме на таа перцепција. Колку повеќе вакви пораки, колку повеќе пораки доаѓаат од Бујар Османи, колку повеќе пораки доаѓаат од Бојан Маречич, од Стево Пендаровски, кои што се спротивни на објективното мислење на огромно мнозинство граѓани, толку полошо ќе оди процесот. Може ли малку да систематизираме работава, да завршиме прво со ова уставките од ДУИ? Мене формално правно ме интересира, според тоа што го читав деловникот на Собранието, законот за влада и други уставот и така натаму, доколку се поднесени оставките? Тие доаѓаат до премиерот кој што мора веднаш да ги испрати до спикерот на парламентот Талат Џафери. Талат Џафери во една друга прилика, кога имаше оставка од министерот за здравство и заменик од министерот за здравство тогаш Филипче и го заборив името Хасани, мислам дека се викаше, за пожарот во Тетовската болница, Талат Џафери рече дека процедурата е таа, се носи во собрание без дебата, се констатираат оставките и завршува работата.
СДСМ видовме пресконференција денеска вчера соопштение дека оставките се поднесени. Мене ме интересира дали владата ги прифаќа оставките на Дуи, Ковачевски премиерот, или не ги прифаќа. Ти се двете варијанти. Ако ја прифаќате, ја праќате до Талат Џафери, ако не ја прифаќате, тогаш ги вратите назад и си остануваат министри на Дуи. Каква е ситуацијата сега? Голем во право сте кога ја кажувате процедурата и таа е регулирана со закон. Има член, мислам дека беше 139 или 140. Прашувам затоа што Ковачевски днес рече Мицковски е на потек. За тоа прашувам. Ковачевски тоа го кажа затоа што доби задача претходниот ден. Претходниот ден вистинскиот стопан во владата му даде задача, следниот ден се ти ќе излезеш и така ќе кажеш. И тоа е начинот како функционира оваа влада, ме разбирате. И затоа велам, не знам зошто толку сериозно пристапуваме кон овие работи, затоа што нема тие суштина. Но процедурата, постои процедурата. Процедурата е таа. Ги прифаќа оставките Ковачевски или не ги прифаќа? Во ситуацијата, тој ги прифати според јавните изјави. Тоа значи дека утре мора да стигне до Талат Џафери. Така и Талат Џафери веќе на следната седница да ги стави на дневен ред. Затоа сега тие велат, тие оставки се со одложено дејство, опозицијата кога ќе гласала за уставните измени, тогаш ќе станале ефективни. Мислам дека во законот такво нешто нема такво нешто. Одложено дејство нема. Формално не постои такво нешто, вие кој што кажувате. Најде се и политички да ја маневарат. До сега па барем едно 30-40 пати, јас лично едно 300-400 пати луѓе од партијата го кажале ставот на ВМРО да помене. Помина 400 пати, на 1000 пати сигурно. Па сигурно, помина една година. Дури и пред некоја недела кажавме, јас лично, дека имаше две понуди Ковачевски. Првата беше уставни измени со одложено дејство кога Македонија ќе стане земја членка на Европската унија, и втората беше распуштање на парламентот, барање гаранции, социоекономски пакет за нашинците во Бугарија и така натаму. И рековме, сега веќе ова ништо не важи. Единствената работа која што сега вие имате на маса е само предвремени парламентарни избори. И после неколку недели, нападнати од афери за криминал, корупција, немање реформи, анкети кои што мерење на јавно мислење кои што излегуваат, каде што јасно се гледа дека губи супстанца и Дуи, веќе СДСМ одамна има изгубена супстанцата. И сега, за да не зборуваме ние како јавност за тоа, сега ќе зборуваме за ова. Не е на Дуи на СДСМ, Горан, видите, суштината европската иднина или европскиот пат. Гледате го тоа политички. Кај нив е важно, посебно кај Дуи, СДСМ и така е веќе завршена приказна. Колку е можно помал број пратеници ВМРО ДПМН да досве на следните парламентарни избори и да се доведе ситуацијата да не може да направи влада без Дуи. И во таа кампања СДСМ е тотално неупотреблив повеќе. Затоа они се обидуваат со така наречените политички партии кои што се опозиција на опозицијата да го напаѓаат ВМРО ДПМН и некои такви екзибиционисти кои што се активни претежно на социјалните медиуми да се трудат да лиферуваат лаги, да лиферуваат измислици и да го намалат потенцијалот на ВМРО ДПМН за следните избори, односно да се доведе ВМРО ДПМН во ситуација да мора со партија која што има најголем број пратеници во албанскиот блок. Не помага, политички да гледаме, не помага. Нападот кон вас од Дуи, јас лично мислам, а мислам дека и анкети да го потврдуваат, му помага на ВМРО ДПМН. Вие први рековте без Дуи во владата и тогаш многу луѓе беа збунети. Подоцна излезе црната листа на САД со Рамиз Мерко и се покажа дека вие или сте знаеле дека ќе биде на црната листа некој од Дуи, или пак сте имале некаков инстинкт. Подоцна излегува десетина големи афери. Спомнавте некој од нив. Соравија. Денеска има најнова афера во Струга. Косовски споменик се гради на територија на Струга со помош на гласовите на СДСМ. Што е потврда за тоа што го зборувате. Не се гради, изграден. Изграден е веќе, отворен, да. Значи и советниците на СДСМ во Советот на општина Струга гласале за тоа. Да. Тоа е само потврда за тоа што видите кој е главен таму. Ги бојадисува како шарена револуција спомениците за македонските дејци,
али затоа во Советот на општина Струга гласаат за незнен косовски јунак кој што има споменик во Струга. Зборуваме целосно контра законот, значи Да, законот е многу прецизен, дивоградба и совениците на Ковачевски гласаат таму за. Но вие од тоа имате политички ќар да биде на реални сега. Се сеќавате Бујар Османи Горан кога кажа не на емисија, не на телевизија, вели ВМРО се плашело од еднаквост. Демек еднакво, па измислуваше таму некои состаноци, олигарци, не знам, надвор од Скопје и така. Не, ја сакам да сме еднакви. Ако сакаме да сме еднакви, јас утре го повикувам Бујар Османи да го прошетам овде низ Визбегово, да го прошетам низ Бутел на неколку локации, каде што ќе сретне висококатници изградени без дозвола за градба на земјиште кое што не е трансформирано. Сакам да сме еднакви и потоа да прошетаме во другите општини низ Скопје или низ Македонија да видиме каде има такви градби. И да ги рушиме. Затоа што сакаме да сме еднакви. Така сакам да сум еднаков со слупчанци. А ако тие 3000 денари плаќаат, сакам и јас да плакам 3000 денари да трошам неограничено електрична енергија. Сакаме да сме еднакви, ако сакаме да сме еднакви, тогаш овој споменикот што е во Струга ќе треба утре заедно со Бујар Османи да појдеме и да го демонтираме, бидејќи тој споменик во Струга не го исполнува законот. Еве ја сакам да сме еднакви. Секаде сакам да сме еднакви. Немам јас проблем да сме еднакви. Немам проблем јас со еднаквоста. Секој да напредува според компетенциите, секој да напредува според знаењето и така натаму и така натаму. Кој е против тоа? Никој не е против тоа. Никој не, тука нема етничка припадност. Тука има само некои други логични размислувања. Не би требало да има во реалноста, за жал. Ама не сакам да ја кажам колку им е лоша пораката, колку у суштина погрешно размислуваат, од зелени се превртеа повторно на националисти. Ама тоа знаете зашто е така? Затоа што не се фактор за прв пат после 20 години. Ништо веќе не зависи од ДУИ. Гледаме на друга страна се консолидира озбилна опција во опозицијскиот блок на албанската политичка сцена во Македонија, која што можете како сериозно, многу опасно, да го начне ДУИ и тоа ќе се случи, ќе видите на следните избори. Многу не веруваат, извини да шо прашање, дека ВМРО на крајот нема да мора да оди со ДУИ. Тоа е едно од суштинските прашања што го слушам секаде. Сега видите, ние не можеме да ги разубедиме тие луѓе од денешна гледна точка. Значи треба да се случат избори. И за уставот не може да го разубедите, па добро, се гледа. По експлицитно не знам што требаше да направам тогаш, реков, еве, ако тоа се случи, јас си заминувам. Така ли беше? Па еве, не се случи, помина година дена и сега рековме више тие опции не се на маса, единствена опција е да одиме на предвремени парламентарни избори. И не само тоа, многу работи се потврдија што ние ги зборувавме. Многу работи излегоа така. И да, тоа е човечка филозофија, ретко кој денеска признава дека погрешил. Зошто? Прво, ради суета, и второ, затоа што таквата антикампања кон ВМРО ДПМН е нарачена од одредени центри. И тоа го сваќаат како дел од својата регуларна домашна задача. И сега, битно е дека ние се чувствуваме убаво, бидејќи тоа што сме го зборувале, така и сме предупредувале, така излегло, односно така се развиле настаните. Но, еве, ова ќе ви го кажам и нема да должам повеќе. За прв пат во овие 20 години ДУИ не е фактор, сакаат да бидат фактор. И се повеќе ќе се вртат кон национализмот, се повеќе ќе се обидуваат да внесат немир во општеството, се повеќе ќе сакаат да создаваат проблеми, затоа што на тој начин тие пред меѓународната заедница сакаат да се презентираат како фактор. Затоа што сега веќе нема потреба од таквиот начин на функционирање. Тоа е суштината. Единствената нивна употребна вредност веќе не е употребна. Тоа е суштината. Во услови на вакви геостратешки позиционирања во Европа, гледаме на Балканов што ни се случува Босна, Косово, и тука имаме определена фрикција на моменти и така натаму. Дополнително на ниту еден во меѓународната заедница не му одговара и во Македонија да има такво жариште. Сега ќе гледате како вие што требаше зелена агенда, освен зелена
бојата на парите, не знам друго што испромовира, како ќе се завртат најнаш на националните прашања и како ќе се представуваат пред јавноста националистички и тука нема да го напаѓаат СДСМ, бидејќи реков СДСМ е секако веќе завршена работа, туку преку овие што се опозиција на опозицијата ќе го напаѓаат ВМРО-ДПМН и тие лично ќе го напаѓаат, иако вие мислите дека на тој начин ВМРО-ДПМН добива, не добива на тој начин ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН расте на анкетите и така натаму, затоа што ова све што го збориме до сега се поставува и излегува како точно. Вие можете да лажете и да водите кампања денес утре, недела дена, 2 недели на лаги. Но не можете повеќе. И кога тие лаги ќе станат во јавноста невистини, односно кога јавноста ќе види дека се тие невистини, тогаш вие губите. Вие се сеќавате тие портали на еден член таму на раководството на ДУИ на ден прочка кога одеше пред семејниот дом на сестра ми кога лажеа дека било тоа мој речи го скриен имот и така натаму, излегува на суд, еден против еден таков, бидејќи на вистина и на моето трпение дојде крај, морав да покренам. За Џани Дерала зборувате? Да. Но мислам дека тој е со повеќе со СДСМ отколку со ДУИ. Не, ама се почна од еден портал кој што е добро. Близок до не знам таму што е во ДУИ, не е ни битен. Него друго сакам да кажам, кога ќе излезе тоа на виделина, више луѓето разбираат како овчарчето и волците. Да, третиот пат нема никој да ти притрче во помош кога претходно си ги измамил во неколку наврати, ама тогаш вистински ќе дојде волкот. Горан зборуваше за право, за правни норми, за закони, за жал во Македонија тие долго време се растегнуваат по потреба како лоша хармоника, предпоставувам. Мене оној дел што повеќе ми значи, затоа што верувам дека на граѓаните им е многу важен и уште еднашка само се враќам назад на првото прашање што го поставив, иако некако се аплицира на ова што вие го зборувавте, е тој страв, емоцијата кај граѓаните, кој што иако се согласувам, над 85% се против уставни измени, против начинот на кој што се води оваа политика сега што е актуелна во земјата, меѓутоа се плашат од некаков мастер план кој што наводно постои во позадината, некаков мастер план кој што би требало во еден момент да го стави ВМРО во ДПМН во некакво менгеме, да го стави во ситуација каде што нема каде да се излече и потоа би требало под притисок од една, од друга страна, меѓу другото и од национализмов што самиот го спомнавте дека ќе излезе сега на површина, да се стави ситуацијата пред свршен чин и дека мора да се попушти затоа што нема веќе каде. Јас можам да кажам, Драган, луѓето да бидат спокојни. Не постои таков мастер план. Јас знам дека често пати сакаме ние да веруваме во теорија на заговори, дека не знам, тој вака кажал, па тој намигнал полево. Апсолутно, и тоа оди во социјалните мрежи страшно. Добива одиум. И затоа се впрочем и социјалните мрежи, за да се дефокусира од вистината. Многу е едноставно. Грешката се направи кога еднострано СДСМ и ДУИ пред се ДУИ тука мислам, затоа што целта беше јасна. Ако тогаш не се прифатеше, условно кажано, тој последен предлог, немаше да има декаплинг како што тоа беше најување раздвојување помеѓу Македонија и Албанија, и тогаш немаше ниту пак Албанија да ја добие преговарачката рамка и да ги почне преговорите. Многу беше јасна целта на Бујар Османи и тој Еди Рама тоа и го кажа јавно. Вика, јас имам ваков, сум среќен што треба да сте среќни што имате ваков човек за министер. Јас би го посакал во мојот кабинет. Па кој не би го посакал? Да си на местото на Еди Рама, кој не би го посакал? Наместо да игра за својата држава, за тие што го плаќаат, за тие кои што зема плата, он игра за туги интереси. За туги интереси. Оваа европратеничка, наместо да игра за интересите на македонскиот народ и државата од која што потекнува, без разлика што живее во Словенија, таа го напаѓа македонскиот народ. Родот свој си го напаѓа. Ирена се вика Јовева, господин. Не знам како Јовева, мислам се вика. Небитно, мислам тотално небитна. Сакав само да кажам дека пораката која што доаѓа од таму е спротивна на ветерот и не можете вие да го разубедите сега обичниот граѓанин во држава дека така треба да биде. Јас затоа сакам јавно да кажам, нема тука теорија на заговори, нема од што да стравуваат граѓаните.
ВМРО, ДПМН и коалицијата имаат принципиелен став, затоа што на овој начин не се одглавува европската перспектива, дополнително се заглавува. И аргументите сме ги кажале многу пати. Но една работа е многу важно да се каже. Секогаш во минатото и едната и другата поголема македонска политичка партија не биле задоволни од постигнатите договори. Но тие биле заеднички постигнати. Или биле помалку или повеќе лоши. Така било и со Охридскиот рамковен договор. Седнале Љупчо Георгиевски тогаш како председател, седнал Бранко Црвенковски како председател на СДСМ и го подпишале. Тој станал дел од уставот и колку толку се аплицира и функционира. Впрочем, и Али Ахмети кажа дека веќе Охридскиот рамковен договор е исполнет, е реалност. Така, колку ние да се не слагаме или некој друг да се слага или не слага, имало политички консензус и тоа се случило. Истото беше и за договорите Пржин 1 и Пржин 2. Седнале Никола Груевски, Зоран Заев тогаш како председател на СДСМ, колку и да не се слагале, колку и не да, но имало политички консензус и затоа се сменил закон, парламентот 2-3 пати иди ми дојди ми прави, ако се сеќавате пратениците, се кршеше устав, се кршеа закони, но имало политички консензус, се вовела лоша пракса, небитно, и како таков политичкиот консензус функционирал. Па дури постои институционална меморија и за Преспанскиот и за договорот со Бугарија. Зошто? Затоа што и во договорот со Бугарија Љупчо Георгиевски со Иван Костов постигнаа нели тогаш на времето кога овој бил декларација за пријателство. Да, но има некаква институционална меморија на преговори, договори, разговори. Никола Груевски со Бојко Борисов беа блиску до подпишување, па тоа се случи пат на владата во Бугарија, ако се сеќавате, кога се палеа луѓе живи поради високите сметки за електрична енергија, и не се финализираше. Преговарале сите премиери претходно за името и така натаму. Некаква инклузивност постои, без разлика колку и да нас не ни се допаѓа тоа. Во овој случај немаше инклузивност. ВМРО ДПМН се понуди. ВМРО ДПМН рече, луѓе, ние сме тука, дајте заедно да седиме на маса наспроти бугариве, ки имате појака позиција. Тие не избркаа. Не ни требате, ни рекоа. И сега, како тогаш не ви требавме, сега ви требаме. Епа, не биле тие факторот кој што преговарал и подпишал договор. Епа, тој што бил, не знам кој е тој, направил голема историска грешка. Затоа што, ако сме биле заедно, или ќе сме имале подобра позиција, или немало да се подпише тој договор тогаш. Просто е многу едноставно. Исто како германскиот предлог кога дојде на маса за време на германското председателство. Беше на маса, во Бугарија се обезбеди политички консензус, тогаш владата на Борисов беше влада, ако се сеќавате, Каракачанов беше таа влада, министер беше оваа Захариева, ама тогаш ги поканија и оваа Корнелија Минова, БСП, сите практично ги поканија и сите го одбија тоа. Рекоа, ние сме против. Затоа што сметаат дека е прашање од национален карактер за кој што мора да се има. И што се случи? Се случи катастрофа? Не. Дојде португалскиот предлог. Португалскиот предлог исто беше на маса, исто се обезбеди консензус во Бугарија, дека тој не е добар за бугарските интереси, се одби. Се случи катастрофа, се распадна Бугарија? Не. Дојде предлогот кој што беше 100-0 за Бугарија. А од другава страна, еден на масата, кој што сака да биде, да почне Албанија преговори, и другиот тотално национално исплакнат, и третиот кој што не знае кај се наоѓа. Овие тројца мускетари ни го направио. Околу инклузивноста, ова е мене многу интересно важање, инклузивноста која се реплицира на опозицијата само кога тој одговара на власта. Еден пример, дали е добар, еве ќе се согласиме. Дуи велат, денеска мислам дека го чинам го рече тоа господин Тартан Груби, ќе се откажеме од премиер Албанец само за да бидат изгласани уставните измени. Меѓутоа, ВМРО ДПМН никогаш не било дел од договорот за премиер Албанец. Тоа беше договор меѓу СДСМ и ДУИ. Така што откажувањето на ДУИ од премиер Албанец е претпоставувам услуга кон СДСМ, со ВМРО нема ништо. Меѓутоа повторно се наметнува таа инклузивност дека сега некако и вие влегувате во целата приказна. Драган, да, сега ќе кажам зошто. Зошто е тоа така? Прво, законот е јасен.
премиерот доаѓа од партијата владеачка со најголем број пратеници. Значи не може Дуи да го предложи тој премиер албанец. Може да го предложи СДСМ. Да. Така што претпоставувам дека адресата не е тој господин, туку Димитар Ковачевски. Второ, во таа влада, која што би била техничка, ќе има технички министри од ВМРО-ДПМН. И сега ќе има за внатрешни, ако бидат редовни, пошто ние им нудиме да бидат военни, сега предвремени да бидат сега во октомври, велиме еве дајте луѓе да интервенираме кај изборниот законник и да ја избришеме техничката влада. Они не се согласуваат, барем се уште. Но еве ако бидат редовни оваа пролет. Техничка влада јануари-февруари. Имате двајца министри, вие не можете да не гласате за тој кабинет. Не можете да се абстрахирате, да речете не гласаме. Сум го предложил тој, сум го предложил оној, имате двајца членови на таа влада и тројца заменици. И вие сакале или не икеле, некој наместо вас превзел таква обврска. Ме разбирате што сакам да кажам. И тогаш ќе поентира, ево однапред ви кажувам, да бидеме свесни овој што е опозиција на опозицијата, пошто тој е платен таков да биде. Тој се труди да нема ВМРО-ДПМН 61. Затоа што тогаш е исплашен, па тој има употребна вредност. Па го слушам се пенави на една телевизија, вика 2011-тат имало ВМРО 61 кога била амнестијата за хашките случаи, немаше 2011. Повторно лаже. Немаше ВМРО. 2008-та имаше 63. Немаше 2011-та 61. Па тоа го представува како национален пораз и така натаму. Еве ви кажувам што ќе се случува. Однапред ви кажувам што ќе се случува, за да не бидеме изненадени после тоа. Ние мораме да ги гледаме работите на подолг. Апсолутно. Ајде околу бројките. 61 во моментов, што велат анкетите? Сакам околу изборите, можност за предвремени избори, но пред тоа додиме 61 пратеник е реалност, можност за ВМРО-ДПМН? Реалност е. Зошто да не би била реалност? Мислам дека, видете Горан, ако го видите потенцијалот на ВМРО-ДПМН и чувството кај граѓаните и желбата на граѓаните да има промена во владата, јас мислам дека не е тоа невозможна желба. Затоа што ако вие на неколку месеци пред изборите, без разлика дали се редовни или предвремени, отприлика јавното мислење дека се наоѓате меѓу 53 и 57, а уште кампањата не е почната, уште бранот не е создаден, тогаш не гледам причина зошто да не мислиме дека 61 е невозможна мисија. Уште колку афери имате за Дуи за СДСМ? Па има такви на дневна основа стигаат, но понекогаш човек кога се занимава со оваа работа има дилема колку далеку да оди, затоа што знаете, потоа ставаат знак на равенство помеѓу сите политичари, велат сите се исти. И потоа си велите дали вреди ова? Дали вреди додиме уште чекор повеќе, а не сме сите исти. Мислам, многу сме различни, тоа се покажува на дело дека не сме сите исти. И сега кога сето ова ќе го имате во овој мозаик, си го поставувате прашањето дали треба да одите уште чекор два понапред. Така што ќе го цениме, тоа внатре ќе анализираме, но секако сето тоа мораме да го чуваме, да го документираме, затоа што утре ќе бидеме и пледираме да бидеме нова влада, така. Тогаш треба органите да се позанимаваат со овие индиции кои што стигаат до кај нас, па и докази. Тогаш треба органите кои што утре заутре институциите кои што ќе бидат на прогон да се позанимаваат малку подетално со се тоа. Не треба да го чуваме тоа и да го уништиме. Туку ослободените и така натаму и така натаму. Често пати слушам во јавноста има одиум вели еве ВМРО-ДПМН освои мнозинство кај градоначалниците, направи историски резултат. Кажете колку градоначалници на ВМРО-ДПМН понесле кривични пријави за нивните претходници од СДСМ. Многу. Десетици. Ниту една со еклатантни докази не е процесуирана. Или се вратени со изговор за дополнителни докази, или се одбиени, како неосновани. Каде што имате еклатантни докази, знаете зашто е така тоа? Затоа што на ушка на Ислама Бази му седи
брат му на Али Ахмети. И шоферот на Али Ахмети, Да. меѓу другите. Не може тоа да биде поинаку. И потоа ќе се чудите зошто е тоа така кога овој што треба да биде човек кој што ќе има најголем кредибилитет, Јовевски или се каже, обвинителов, ви кажува јас сум задоволен од мојата работа, човеков има 1% рейтинг. Вели, тоа е перцепција, вели. Тоа е перцепција 1%, јас сум задоволен, добро работи обвинителството. Ама ние не велиме дека во обвинителството физички се пресметуваат или не знам што прават таму, па дали се добри, предпоставувам има фин амбиент за работа, пошто ништо не работат. Евентуално кој ќе добијат некаква нарачка. Па јавниот функционер, тоа е социологија, тоа е политикологија, се мери по тоа каква е перцепцијата за него. Колку луѓе имаат можности да седнат со Јовевски и да разговараат, па Јовевски да може да им елаборира колку добро работело обвинителството. 5, 10, 15, 50, 100. Согласувам дека за Јовевски не треба да трошиме време, затоа што... Не, поентата ми беше за правото во државата и законите, тоа. Пошто... една работа. Обвинителството, судството, познато е каква е ситуацијата, владата, познато е каква е ситуацијата, многумина на ВМРО ДПМН и забележуваат дека не е доволно радикална. И сега тука доаѓа таа историска идеја во македонската историографија, секогаш има сили во политиката, спорам зашто 903-та, едни порадикални, едни со ум, со акал одат ги решаваат проблемите. Во која смисла радикализам? Во смисла многумина и лично ми рекле зошто ВМРО ДПМН не излезе на улица, зошто не излезе од парламент, зошто не влезе во институциите и да преземе власта. Јас не ги обвинувам тие луѓе и тие луѓе се, како да кажам, во право кога емоцијата ги совладува и кога тоа го бараат од ВМРО ДПМН. Но треба сега и на фактите да им погледаме во очи. Од аспект на опозицијско делување на улица, еве, ние имаме повеќе од 3 децении плурализам во Македонија, нека каже некој кој направил повеќе протести, маршови, блокади и така натаму од ова ВМРО ДПМН без ниту еден инцидент. Без ниту еден инцидент. Еве, нека јас со бројки сакам да разговарам. Сега, ако ние се повикуваме на условно кажано шарената револуција, тогаш намерата на шарената револуција беше сосема поинаква. Сосема поинаква и луѓето кои што седеа и ја спонзорираа шарената револуција беа сосема со поинаква намера. И тоа не можете вие да го споредите со ниту една политичка партија, нити во минатото, без разлика дали била ВМРО ДПМН или СДСМ и сега. Тоа е нешто сосема поинаков инженеринг политички. Па и тој има помалку протести, маршови и блокади, само што тој беше понасилен, попровокативен. Се бојадисува споменици, згради, палеа канцеларија на председател и така натаму. Мицкоски, опозицијата на опозицијата, како што ја нарекуват, и целиот тој табор токму нова инсистира дека ВМРО ДПМН е токму тоа би требало и да го прави, да крши државни згради, да влегува насилно во собрание и во влада, затоа што на тој начин би требало да представи перцепција во јавноста дека ќе оди до крај. Без тоа се наметнува таа перцепција дека ВМРО ДПМН се однесува како кавички од целата приказна. Не, анархија никогаш не треба да биде оправдување. Анархијата не е начин на демократско однесување. И денеска ако така функционирало светот и политиката, тогаш овој што е најдобар борец во Ultimate Fight ќе бил, предпоставувам, крал на светот. Најмускулестиот во Македонија ќе бил председателот, тој малку помускулестиот ќе бил премиер. Така не функционираат работите. Но тие што ги кажувате вие, опозиција на опозицијата, се практично луѓе кои што со зајачко срце, кои што се платени така да зборуваат. И да, се додека јас сум председател на ВМРО ДПМН, никогаш нема да дозволам да се случи инцидент со кој што и една цигла државен имот ќе биде уништен. Нема никогаш да дозволам, затоа што тоа е имотот на мојата татковина. Не ми се криви мене тие институции затоа што ги управуваат луѓе кои што се лоши луѓе. Ниту па полицајци за што ја штитат. Да. А јас ќе се борам како председател на ВМРО ДПМН на конвенционален начин. Ние сме сепак малуброен народ и овој малуброен народ може да излезе од сенката
во која што моментално се наоѓа само сум. Само сум. Да, порано постоеле и Шатев, и Кирков, и Солунски атентатори, но тоа било во тоа време. Тоа било во тоа време. И кој е резултатот од сето тоа? Македонската нација е последна формирана на Балканот и македонската држава е последна формирана на Балканот. Треба нешто повеќе да имате. Да, точно е, тие први направиле нешто што човештвото до тогаш не го видело. Точно е тоа. И многу работи, можеби, нашата македонска внатрешна револуционерна организација го направила тоа. Но ајде ефектите да ги гледаме. Јас сакам да ги гледаме ефектите. Затоа мора да сме многу внимателни. Многу внимателни и само сум. И секогаш кога спорите, без разлика дали се наоѓате во Брисел, Париз, Берлин, мускули тие не признават. Појаки се од вас. Само аргументи. Само аргументи. Само методологија. Појаки се од вас. Што можете вие против нив? Во која смисла можете вие да им се спротивставите на нив? Појаки се милиарда пати од вас. Ако имате аргументи, ако имате јасна стратегија и план, тогаш сте добро дојден соговорен. А воспротивно, нека си тераат овие што се таа им е задачата. Тоа не треба нас да не како беше она на Черчил, ако се вртиме по секое куче што лај, нема да стигнеме до целта. Се сретнате последниве 3-4 месеци со низа од Ескобар до не знам кој беше последно. Сарацин беше тука, германскиот специјален пратеник, со Пич се сретнавте, британскиот. Многу ме интересира. Не знам за Ескобар се. Имаше такви информации дека и со Ескобар се сретнале. Може би грешам јас, добро, погрешни информации имам. Какви се средбите? Ме интересира вака со нив, затоа што имате право дека ние сме вака конспиративни теории, па имало притисоци, закани, пораки меѓу редови. Кога велите аргументи бараат, како се одвиваат тие состаноци со нив? Тие велат, слушајте, ние имаме интерес да Македонија го смени уставот, да предложите таму-ваму. Што велите вие и како реагираат? Горан, ако јас имам само една опција на маса, кажете ми мене која е разликата помеѓу нив и оние кои што нудат само една опција на маса, а кои што се критикувани денеска. Тоа е ултиматум, така? Јас сум се влюбил во таа демократија каде што ќе имам можност за повеќе опции. Не може сега мене некој да ми рече Христијан, ова е опцијата и ако ти оваа опција не ја прифатиш, тоа е тоа. Тогаш ти не си демократ. Ти си апсолутист. И тоа не е баш добар дипломатски потек. И не е ни дипломатско однесување добро. А уште повеќе на се тоа, што јас и не сум на било каков начин учествувал во креирањето на таа опција, иако сум се понудил, сум бил одбиен. Тоа е добра позиција за разговори. Но дали тие ги разбираат пораките дека... Па барем половина се враќаат дома со разбрани пораки. Барем половина. А со некои и веќе приватно комуницираме по телефон и така натаму, без разлика дали се тука, на теми кои што немаат врска со уставните избори. Има некој што се изненадува тоа што ќе ми го кажете? Дека не ги знаат анкетите, дека 85% од македонците не сакаат... суштината не ја знаат. Има голем дел од тие луѓе кои што доаѓаат што не ја знаат суштината. Они имаат, знаете, talking points, односно пораки кои што ги добиваат од нивните министерства за надворешни работи, предпоставувам и тукашни амбасади, кои што не секогаш имаат вистинска слика, немале можност да разговараат со нас и така натаму. Разговарале со владини представници и едностранно добиваат брифинзи. И врз основа на тие брифинзи они изборуваат. И сега вие кој ќе му дадете аргумент на секоја негова теза, а во принцип се 3 тези, прозорецот е отворен, сега е моментумот и ќе го испуштите возот. Да. Тоа се и 5 минути до 12. Да. Тоа многу актуелно. Тогаш веќе е сосема поинаква работа. И ние не треба на нив да им се лутиме, зошто они ги следат тие лични собствени интереси. Ние можеме на нив да им се лутиме за многу неправди што му го нанесува на македонскиот народ и граѓаните во Македонија, бидејќи сепак ние повеќе од 2 децени пред нашата Европска единина се испречуваат вештачки препреки. Претходно беше спорот со името, сега спориме за идентитетот, нешто што не би требало да биде
пречка за нашата европска интеграција, кој што нема никаква врска со копенхагенските критериуми. Никаква врска. Буквално никаква врска. Но ете, пред нас се испречуваат тие пречки. И тука јас гледам дека бирократите во Брисел не се фер и не биле фер и не очекувам да бидат фер и еве тоа ни окажуваат дел од амбасадорите, а посебно ме разочарува што дел од тие амбасадори па не се во ние природни членови на Европската унија, туку биле порано дел од источниот блок, па со распадот на источниот блок станале земји членки на Европската унија, како еден сега што имаш изјава пред некое време, не знам од која држава беше од Централна Европа. Словачка мислиш? Вика, тоа не е фер, морате да прифатите. Тоа дома. Мене не можеш така да ме... Ако јас веќе 2 години континуирано правам отстапки, ако јас 2 години континуирано нешто отстапувам во име на таа Европска унија, па најмалку што сум заслужил, барем сега да ме почитуваш. Јас не барам повеќе од тоа што ти си го имал. Еве, како што, ако бил Словачка, не се сеќавам, тоа што го имала Словачка. Еве, тие услови што ги имала Словачка, истото тоа го барам и јас како држава, како народ и така натаму. Едноставно изговорот не е, знаеме дека не е фер, но мора да го прифатите, не е изговор, Горан. И јас се обидувам да им ја пренесам таа емоција. Знаете, кога зборувате за идентитетски прашања, во 21. век, тука нема рацио. Тука има емоција. И таа е мојата емоција. И ти... Патриотизмот по дефиниција е емоција, нели? Ја не очекувам тие да разберат мојата емоција. Ја не очекувам да разберат мојата емоција. И ја не очекувам да ги разберат ни моите компарации за злоупотреба на европските вредности. Се носеа закони со знамења за бизниси, сега се носат закони со европски знамења за овие што се законите за зголемување на даноците, за солидарност, ДДВ и персоналниот и така натаму и така натаму. Тие две работи не одат заедно. Тие две работи едноставно не одат заедно. Ние сме заборавиле, имаме Министерство за внатрешни работи кој што издаваше пасоши на озлогласени криминалци македонски. На странски, меѓународни. Да, македонски пасоши на озлогласени криминалци. И Оливер Спасовски пред неколку години рече, па ова не е држава кај што може криминалец да си купи пасош, што беше вака вице на неделата. Како го започна мандатот таа влада? Се сеќавате? Кога рече дека откриен е уред за прислушкување на обвинители суди, знае некој што се случи со тоа? Во фиока е предметот. Ама не, јас знам дека е во фиока, тоа е официјалното објаснување, на сигурно дека е све, ама не сам... Добро, може да се види од однесувањето на обвинителите, може да се види кој е фатен во тие разговори, се вака малку жолта штампа можеби, ама не е толку жолта. Тоа е посебно што таа фела навистина испушти шансата да, како да кажам, да покаже и докаже дека може да биде над ситуацијата. Зборам за обвинителите и судиите, бидејќи нема потреба од толку вовлекување на политичките елити за да бидат утре обвинители и суди. Никаква потреба нема. Ама апсолутно никаква. Има поединци кои што навистина губат и свој образ и достоинство човечко и све, само за да напредуваат чекор повеќе, не знам, од основен во апелација, од апелација на врховен, или од основно обвинителство во висше и така натаму и така натаму. Се губи она елементарно човечко достоинство. Во ред да имаш амбиција, тоа е природно, човечки. Ама тоа да има некаков природен тек, не можеш ти да по секоја цена сега црното бело да го правиш, зашто? Затоа што некој така ти наредил и да си игра со човечки, судбини. Освен ако не сте уценети. Тоа е една од опциите. Може ли да ве прашам нешто околу ова што го кажа председателот Пендаровски на интервју во Канал 5 во четвртокот, чинам? Вели, кога зборуваме за 85% од луѓето се против влезот на Бугарите во Уставот, и вели, големите лидери, ќе го парафразирам сега, не треба да гледаат што размислува народот, туку тие треба визионерски да настапат и да донесат одлука за, нели, какво што ова сега. Да, и некој споредно кажуваше тога со минатото и слично. Да. Комбинацијата од оваа изјава и таа што ја кажа Ковачевски за тоа дека неколку политичари платени и неколку ботови, аналитичари, всушност ја
ја создале оваа слика во јавноста, оваа перцепција во јавноста дека нели не треба да се донесат уставните измени против, нели? Покажува дека ни Ковачевски, ни Пендаровски всушност, јас според како што јас го гледам, не си го почитуваат својот народ. Вие не можете да очекувате од Стево Пендаровски и од Димитар Ковачевски да го почитуваат својот народ. Димитар Ковачевски е поставен таму, не е избран на тој народ. Стево Пендаровски дојде на таа позиција како што дојде. Сега сите знаеме како дојде и што беше позади сето тоа. Второ, не е визионерство ти денеска да прифатиш све што ќе ти биде оставено на маса за сметка на твојата политичка кариера. Тие за доста на ден повеќе потпишуваа се. И знаете, од оваа призма на работите и во право биле. Затоа што никој не збори за пасошите на криминалците. Никој не збори од странците за прислушкуваните обвинители суди. Никој не збори за стотици криминални афери изминатите 6 години колку што е оваа влада. Денеска топ тема од тие кои што ќе дојдат во Македонија им е уставните измени. И ја ви гарантирам, ево тоа што го имам јас како искуство, да ги прашате, да ги кажете што е суштината за уставните. Зошто еве бугарите бараат да бидат дел од преамбулата? Зошто? Што е причината бугарите да бидат дел од преамбулата? Еве, ја разбирам да се плашат од асимилација, да се плашат од дискриминација, да нема почитување на човекови права. Ако е сето тоа така, вие имате 14 пресуди за македонците во Бугарија од Судот за човекови права во Страсбур и 0 за бугарите во Македонија. Значи, ако некој треба да се плаши, тогаш македонците во Бугарија 14-0. Таква е разлика. Во Македонија вие имате 762 кои што велат дека бугарскиот им е мајчин јазик. 762 според пописот, таков како што беше. Точно 762. Кои што велат дека им е бугарскиот... Тоа се децимали, не? Зошто е сега да ги прашам, мораше суштината на амандманите да биде во парламент. Зошто мора да извадат таа суштина? Кој ја бара од нив? Првиот чекор, првата фаза е потребата за отварање на уставот. Се поднесува иницијатива, зошто мораше текстот на амандманите да биде дел од парламентарната процедура? Затоа што де факто таму се прави дводомен парламент со 43 пратеника. По која логика пропорциите ги утврдија? Заедниците. Да, во нормативниот дел од уставот. 11 по еден од сите предвидени заедници. Дополнително си ја влушуваат. Во кој заклучок на Европскиот совет или во преговарачката рамка пишува дека тоа мора да е тоа? Сега да кажете дека власта ја злоупотребува оваа процедура со Бугарија за да вметне своји визии за државата? Ова е прилично сериозна ситуација. Не, ја мислам дека они не знаат што прават. И мислам дека дополнително ја отежнуваат работата, затоа што знаат дека се на одење и некоја идна влада на ВМРО-ДПМНЕ која што ќе седне и ќе го решава овој проблем достоинствено, како што треба да го решава, ќе има потешка почетна положба. Оти сега тоа е исто како вие да трчате на 100 метра, ама едно е ако почнете од 0 и да имате рамен терен, а друго почне од 50 метара, вие тргнувате од 0, нормално е дека ќе истрча побрзо 50 метри отколку вие 100 метри. Убеден сум дека тоа им е тој маневр. Да имате вие представник во Комитетот за меѓуетнички односи, тоа значи дека утре треба да имаме на Ден на бугарите во Македонија. Кој ќе биде тој ден? Па не е битно, може да биде. Не ми се сакаш да се кладиме кој ќе биде. Нивниот национален празник 3 март, Сан Стефанска Бугарија, кога Македонија стана. Нема сега имаат уставни измени, нема да им биде 3 март. 24-ти, уште полошо. Ама полошо сега баш би сакал да знам честите и словаците овој амбасадор што ќе каже за бугарските просветители Кирил и Методи. Дали се бугарски или се словенски, пошто Моравскава школа не била во Трново. Така. Баш би сакал да го слушам тој што ќе каже, ама да не биде полошо. Да не го славате Линденското востание 2 недели порано или 2 недели подоцна. Господин Рацика, па да го биде Преображенско.
Да не има некој так па да не рече утре Радев, чекај тебе дечки, не сме ние 0,04%, туку имате 150.000 пасоши, ние сме 9%, па Бадинтер, па балансер, па обвинители, па суди, па ова поет. Тоа е тоа, иначе вето. И бугарски јазик во училиштата може. Иначе вето. Добро, Радев си кажа, не само Радев, сите си кажа, Јотова, сите си кажуваат дека уставните измени не е завршена приказна. И тука ми се чини дека е вашиот најсилен аргумент. Не, они се сега тивки се сега. Потивки се, но се уште Потивки затоа што така им е кажано, немојте да бидете сега за сега гласни, пошто ваму во Македонија треба да се решава работа. Дај да видиме овие да ги убедиме ВМРО-вци ако можеме некако, па после терете што треба да правите. Отприлика ова е купи ден проделна, да се вратиме на почетокот Драган што кажа стратегијата. Таа е стратегијата. Ама нема да помине. Нема да помине, ја им кажувам, нема да помине. Кога нема да помине, што ќе се може да почекаме со рекламите, не се секири. Кога нема да помине, еве на 18 вие велите, иако мислам дека јавно кажа, Талат Џафери што ќе прави, ќе прекине дискусијата и потоа ќе почнат лов на пратеници. Мислам, они до сега имаше лов на пратеници, ама тогаш ќе почнат непринципиални методи. Еве се носат некои закони за амнестии, па има шпекулации дека ќе бидат опфатени тука личности кои што биле дел од поранешното раководство на ВМРО ДПМН, кои што наводно биле влијателни кај некои пратеници во пратеничката група. Такво нешто не постои. Тоа е повторно во делот на рибарските приказни и теоријата на заговори. Значи, злоупотреба на една тема за да се потуркаат други работи. Пред некој ден во кабинетот кај овој што го споменавте, првиот вице-премиер, бил Али Ахмети, бил овој министерот за правда и разговарале како да се направи некаков таков закон за амнестија, па ке оној ке правеле притисоци, како да ви кажам, рибарски приказни. Но кога Талат Џафери на 18 ќе прекине седницата, нема да има двотреинско мнозинство, тогаш топката објективно паѓа на власта. Тогаш што е поентата да се седи на власт кога единствена цел на оваа влада во моментов, освен тие другите странични работи. Поентата е финансиска. Не, освен тие работи, финансиските, што е политичката потреба да опстои оваа влада? Што е цел? Од многу порано, Горан, видите, нема политичка поента да опстане оваа влада. Која политичка потреба има освен уставни измени оваа влада? Еве кажете ми која? Ама затоа велам, значи уставните измени пропаѓаат на 18. Нема да пропаднат, нема да гласат. Де факто пропаѓаат, нема да се гласа. Сега точно, али нема да он ќе одложи. И секоја недела нова надеж, борбата е да го премостат август да дојдеме до септември. И кога ќе дојдеме до септември, веќе е безпредметно ние да имаме избори на есен, бидејќи ќе нема време, кога секако редовните се на пролет. И они си викаат, дај да го премостиме ова, потоа како ќе наближуваме кон ноември ќе ВМРО ќе биде ставено до зид, па ќе биде обвинувано, ете како ова што кажува таму опозицијата вака, опозицијата така. И кога ќе дојдеме до една таква ситуација, они мислат дека под тој притисок нешто ќе може да се смени магично во државата и ќе се случи тоа што они мислат дека ќе се случи, односно ќе има уставни измени. И повторно ќе ви кажам, се да само оставете го на страна, таму е многу акутна состојбата. Сега ДУИ се бори преку СДСМ и преку овие што се опозиција на опозицијата, како да го спушти ВМРО за да се доведеме како ВМРО ДПМН во ситуација, ако сакаме да правиме една влада, да мора да ја правиме со нив. Инаку јас ги разбирам овие од СДСМ неколкумина што се, тие не само што ќе бидат политички завршени, мислам владино завршени, тие политички ќе бидат завршени. Некој идно раководство во СДСМ ќе ги шутира од таму. Мене некој ова да ми го кажувал пред 10, 15, па и би рекол 20 години, дека СДСМ ваков измекер ќе биде. Немало да верувам. Ке речев, теорија нема. Тоа да се случи. И гледајте, овие вчера се уат, овие денеска им слугуваат. Само на ништо не личи, дори мене ми е срам. Што ги гледам во каква состојба се доведени. Но колку се подчинети? Па толку ли вредат тие пари, таа моќ? Толку ли вреди образот да се го изгубите? Ај моќ не имаат веќе, не знам кој ги сваќа сериозно. Толку ли тоа значи? Што? Црвените килими во Брисел? Што? Не разбирам.
Па добро, во Брисел многу и не ни патуваат многу. Па и да таму сигурно нели скринингот едно, друго, трето, оди овој Маричич како и да се вика. Мислам, вреди ли се тоа да се го уништиш родот свој и својата држава? Еве, прашањето е многу. Позадината Мицковски, сите го поставуваме прашање, зошто се прави ова? Не знам, сега вие сте политичар, ние сме Многу новинари. едноставно, тука нема повторно некоја преголема позадина, повторно е личниот момент. Верувајте ми. Нема некоја вака. Личниот финансиски момент зборува. Тоа е личниот момент, да. Сега вие рековте една работа. Ќе бидат завршени во владата, ќе бидат завршени политички, но многумина очекуваат да бидат завршени на поинаков начин, согласно законот. Согласно закон, точно. И тука е централната тема која што е пред вас. Вие објективно според анкетите кои што гледаме, сега веќе за никого не е дилема кој ќе победи на избори, што е за вас стратешка предност. Ќе дојдете на власт и ќе треба, освен што ќе треба да се оправи државава, ќе треба да донесете правда. Луѓето се жедни, се гладни за правда. Ќе можете ли да го направите тоа со ваква поставеност, како што рековте преска на Исламабази, на ушка му седат братот на Али Ахмети, Јовески чека за уставен суд и така натаму. Тоа се објективни, како да кажам, причини. Вие не сакате да влијаете на правосудството, тоа сум го слушал од вас претходно, меѓутоа објективно од вас се чека. Ке имаат, ако ништо повеќе, шанса како никогаш до сега да не им биде рейтингот 1, 2, 3%. Органите на прогонот ќе се завршат работата перфектно. Перфектно. И јавноста ќе знае со кои докази располагаме, кои се индициите за сторен криминал на секој еден од нив. И тоа ќе биде предадено онаму каде што треба да биде предадено. Нормално кај обвинителството. Така потоа обвинителството треба да се докажува пред судот. Органите на прогонот, тоа што ќе зависи едината влада на ВМРО ДПМНЕ, ќе биде сработено перфектно. Немојте да мислите дека ќе имаме политички монтирани случаи, па ќе упаѓаме дома на спиење во 2-3 сат наутро, како што тоа го правеше. Добро што сте го разбрали, народот веќе му е преку глава тоа. Народот бара чиста правда. Спектакли нема да правиме, затоа што тоа никому не носи добро. Тоа никому не носи добро. Да, можеби неколкумина ќе бидат самозадоволени со тоа што ќе го гледаат на телевизија, а убаво му направи така натаму, но ако имате генералната слика во предвид, тоа никому не носи добро. Но еве јас ви ветувам дека органите на прогонот, секој еден случај кој што ќе биде процесуиран до обвинителството, ќе биде сработен перфектно. Понатаму обвинителството, бидејќи ќе треба време да помине за реформата да се случи. Не можете во првите 100 дена реформа да направите, нити во обвинителството, нити во судството. Но тие ќе имаат можност да покажат и докажат дека, и тука зборувам за секого. Тука не зборувам само за оваа власт актуелна. Зборувам и доколку има акутни случаи и во владата идна на ВМРО ДПМНЕ, без разлика дали е тоа влада, локална самоуправа и така натаму, но и во минатото. Да се разбереме. Затоа што многу важен момент, ова изјава ќе ви ја паметиме. Да ми ја паметите. Еве, запамтете ми ја ова изјава и да ме држите со оваа изјава. Затоа што надежта моите студенти ја губат прво и основно не ради тоа што немаат работа. Секој денеска на пазарот на труд како инженер почетна плата му е огромна. Огромна му е почетната плата, може да напредува и така натаму и така натаму. Затоа што не гледаат правда во државата. Односно гледаат како имаме политички процеси, гледаме како имаме политички амнестии, гледаме како немаме еднаквост. Немаме еднаквост. Еве, неколку пати го реков тоа. Се чувствуваме како граѓани втор ред, значи имаме прв ред, заштитена каста, ние се чувствуваме како граѓани втор ред. И тоа ги тишти млади. И затоа они си одат. Немојте да мислите дека они си одат поради економски причини. Затоа ви реков дека ќе држиме за изјавата. Драган, уште едно во контекст на ова што го зборуваме досега. Обвинителството е една рамка. Ние имаме случај, судството е втората, нели, судиите се главните, да речам,
протагонисти, од двата протагонисти. Ние во Струга имаме случај каде што човекот што пред неколку дена се обида да го заколе шефот на полицијата во Струга, имал неколку кривични пријави, ниту еднашка против него не е одредена мерка притвор, ниту еднашка не е затворен, против него нема Неприведувано пуштане. Значи мерка притвор не е да. Приведувано пуштане. Значи вие немате само совинителството, вие се зборам утре како извршна власт, само совинителството, имате суди на претходна постапка кои што се врзани сериозно. Апсолутно. Имате суди кои што судат, кои што се под сериозни уцени и закани. Ама тоа е така затоа што тие ги користат услугите на тие луѓе. Ако со оган си играте, со оган ќе се изгорите. Затоа е таа спрега. Од јас читам, повторно ќе ги споменам и Пендаровски, Ковачевски и останативе, вика спрега постоела. Не знам каде ми залета некој текст, спрега помеѓу мафијата и високи политички моќници. Па чекајте бре луѓе. Вие сте власт во оваа држава, не сте аналитичари. Така е, кога ќе ве поканат на некој интервју и како аналитичар сега ќе кажувате како било, како не требало да биде. Имате сите институции, што сте превземале вие да ве прашам? Ништо. Значи, вие сте соучесници. Значи, вие можете да одговарате како соучесници во процесот, бидејќи ако Стево Пендаровски има агенција за разузнавање, советник за национална безбедност, ако Ковачевски има све останато, а само ја дава диагнозата, а при тоа не действуваат, се соучесници, нели? Просто неверојатно беше изјавата на председателот. Вели олигарсите полесно влијаат врз судството од политичарите, а мафијата има поддршка од моќници во државниот апарат. Да. Очигледно тој се апстрахира од целата приказна. Па има мафијата, пасош и дове, само пошироката мафија, регионалнава, европскава мафија можеби има. Но како може председателот да се апстрахира од целата приказна? Тоа не ми е јасно. И мене не ми е јасно, Драган. Јас секој настап вака го анализирам на Стево Пендаровски и мислам дека човекот мисли дека како да ги испушти овие 5 години председател, како се уште да е аналитичар некаков. Така се однесува. Али ако ништо друго, после завршувањето на мандатот председател кој што ќе биде оваа пролет, ќе може да биде добар аналитичар, пошто веќе има пракса овие 5 години како аналитичар, наместо да биде председател. Ќе одиме на реклами. Мораме да одиме на реклами. Тизер само околу Пендаровски, тој упорно инсистира да ја тера агендата на владата да се подолат председателските и парламентарните избори, но за тоа по реклами. Јас ќе морам да побарам консултација со режијата околу времето што го имаме. Има толку многу прашања за поставување, се надевам ќе издржите господине Мицкоски, и само да прво да кажам две работи. Едната е стигаат десетици пораки со прашања, ние не можеме сето тоа да го исполниме. Дел ги поставуваме, да бидам искрен, дел ги пристигаат, јас веќе навистина не знам што да правам од нив, а втората е пораките што пристигаат од граѓани кои што се жалат дека немаат убав прием на емисијата вечерва. Не е прв пат, почитувани гледачи, за жал, веројатно нема да биде ни последен. Ние правиме што можеме, веруваме дека а и некои други прават што можат. Веруваме дека не е до нас во никој случај се работи за очигледно некои други центри на моќ, како и да разговараме со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, се раќаме по рекламите. Продолжуваме со емисијата Заспија ако може, вториот дел од разговорот со председателот на ВМРО ДПМН господинот Христијан Мицкоски. Ќе се обидеме што повеќе прашања да поставиме со оглед на краткото време. Рековте, господине Мицкоски, дека ќе направите се што може кога е во прашање апаратот на власта да ги заврши своите обврски и потоа да му предаде докази на судот, на обвинителите и така натаму. Тоа се однесува пред се на криминал, на корупција, на афери и така натаму. Меѓутоа, и голем дел од граѓаните тоа го прашуваат и сметам дека е чесен одговор треба да се даде. Што правиме со оној дел кој што е најтешко докажлив, иако сите го имаат во главите на некој начин, имено чувството дека дел од актуелната и од претходната актуелна власт, ако така може да се каже, извршија на некој начин велепредавство на националните интереси. Затоа тешко е дека некој може да биде осуден за велепредавство заради, не знам, затоа што потпишал одреден договор преспанскиот или не знам кој, меѓутоа на многумина тоа им значи. Сметаат дека државата, односно власта ги предаде националните интереси. А за тоа како ќе има одговор? Не е тешко. Ништо не е тешко ако си има волја. И ако се сака, нормално, да се влезе во еден таков процес. Јас мислам дека не постои нешто што е тешко, доколку ние одлучиме да влеземе во тој процес, а ќе одлучиме врз основа на обезбедени докази.
И јас мислам дека секој оној кој што ќе сака во иднина да го докаже својот кредибилитет како обвинител и како судија и ќе напредува како обвинител и судија, не затоа што бил близок до христијан, бил близок до ВМРО, бил близок до овој или до оној, ќе има можност и за тоа да обвинува, а и да суди. И за тоа да обвинува и да суди. Многумина се погодени, затоа што емоцијата им е погодена, кога станува збор за некој идентитетско прашање, како што беше прашањето за името, тоа е емоција. Повторно станува збор за идентитет. И нормално е да сакаат да ги видат тие кои што нанесле таква болка, да одговараат. Тука да немате дилема. Но истовремено, генерално, проблемот со правдата во државата е оној кој што се присутен. И ако ние тој не го занемариме, и ако навистина одлучно влеземе во процесот, ќе видите дека никој нема да биде Но знаете што ќе биде тешко? Знаете што ќе биде тешко? Вие од една страна велите ќе обезбедите докази, правосудството треба да действува. Во случај ако не сака, вие немате правна можност, бидејќи сте различна власт од нив, да извршите влијание врз нив. Ако не го направите тоа, ќе бидете обвинети од јавноста дека еве не вршите. Притоа кога го извршите повторно ќе бидете во ситуација аха се мешаат во друга власт. Не е така. Ако ние обезбедиме докази, сега зборуваме за методологија. Органите на прогонот обезбедат докази. И јавно ги соопштат тие докази. Тогаш не може вистината да биде ваква или таква. Една е вистината. А вистината се темели на доказите. Јас, знаете, можам да кажам за христијан се и се што. Но тоа е паушално се додека не покажам докази. Кога ќе ги покажам доказите, тука завршува све. Сега, точно е, вие сте во право кога велите, ако постои обвинител или судија кој што не ќе да постапува, партиски поставен. Што е, да не речам известно? А одговорноста за тој обвинител и судија е Советот за обвинители и судии, каде што повторно имаме партиски луѓе кои што одлучуваат дали да го разрешат или да не го разрешат. Да, тоа е еден циклус, еден вртлог во кој што ние можеме да влеземе потенцијално. Не велам не. Не можам да го исклучам тоа дека нема да влеземе и да ви кажам не се секирете, органите на прогонот обезбедуваат докази и процесот го имаме спакуван во джеп. Не. Да, ќе имаме обструкции и очекувам да имаме обструкции. Еве јас ќе ви кажам како сега јас не сум бил најдиректно вклучен во тој процес, но во период 2006-2008 па и до 10-та година Уставниот суд на тогашната влада на ВМРО ДПМН многу од законите кои што требаше да бидат реформски ги има прогласувано како неуставни враќано назад. Затоа што едноставно биле поставени од некој друг во некое друго време и тие ценеле дека требало на тој да му бидат верни. Јас знам дека не познавам обвинител и судија со кој што сум разговарал, а со кој што било какви обврски има превземено или па тој има превземено било какви обврски. Мене ми е важно да за прв пат во Македонија покажеме дека можело поинаку. Не би сакал да бидам неуспешен. Барем до сега во животот не сум бил неуспешен кога ќе сум ја фатал на работа да истуркам до крај. Друга страна на паричката на ова што го спомена Драган сега, од една страна треба да се гона тие што направиле криминал, од друга страна според мене многумина ми забележува, но морам да инсистирам на тоа, така размислувам, дека на Македонија е неопходно национално помирување. И тоа е во контекст на ова што го зборувате вие за македонско национално обединување на сите граѓани на Македонија, не мора само на етничка или на верска карта. Сите граѓани без разлика на етничката припадност се дел од македонската нација кои што живеат тука, нема тука дилема. И на тоа што рековте преска, мал народ сме, објективно со намалени ресурси, многу луѓе се оцелуваат, нам не е неопходно национално помирување. Во оваа атмосфера кој што сега ја гледаме, значи и предавници и се зборуваме тука за луѓе што можеби ќе бидат гонети национално предавство, исклучително е тешко да направите национално помирување. Толк процес, тежок процес, мачен процес, во ситуација кога луѓето веќе немаат трпение за наједноставни меѓучовечки соработки, кооперација, не за ваква сериозна тема во државата. Јас ќе ви кажам моje мислење, Горан, не велам дека сум во право, тоа е така затоа што е изгубена надежда. Затоа што луѓето велат сите се исти.
затоа што повеќе од 3 децении од денеска се случувани порази. Таа еуфорија која што беше 90-тите години, дека конечно сме свој на своја држава, па големи очекувања и така натаму, некако како да кулминираше таму крајот на минатиот век и потоа некако како да почна да оди надолу, посебно после конфликтот од 2001 година, посебно после тој условно кажано рамковен договор. И многумина од политичките елити ја разочараа довербата која што ја добива од граѓаните. Вие се сеќавате, претпоставувам, 2002 година на тие избори победува Бранко Црвенковски со близу 500.000 гласа. Тоа е 15 септември, да. Огромна победа. Мислам, огромен потенцијал, огромен кредит во раце. 4 години потоа од таа политичка партија се преполува Бучковски, колку имаше, 218-20.000. Мислам повеќе, 250-60.000, се не небитно, на пола најмалку, така се преполува. Да. Тоа е резултат на разочарувањето. Тоа е резултат на разочарувањето. И тоа е суштината. А бројот на излезени гласачи расте. Значи 2006-та расте наспроти 2002-та. А сепак разочарувањето е големо. И такви ги има многу примери кои што сега можеме да ги споменуваме. Добивале поддршка, се намало. Ние сега треба да сме стрекни ако имаме излезеност 900.000. Се сеќавам 2016 година, декември беа изборите, 11 ако не се лажам, така нешто. 1.250.000 луѓе излегоа на избори. Ние сега ако имаме 900.000 треба да сме стрекни. Прво, затоа што исилувањето е големо, а второ, затоа што разочарувањето е исто така големо. Ние треба, како политичари кои што би ја добили едната шанса, да покажеме дека може поинаку. И ние мора да најдеме начин дека и само тоа мислиме. И во рамките на состаноците во партијата и во рамките на консултациите што ги вршам со луѓе надвор од партијата, се трудам да видиме нешто надвор од кутијата што ќе не направи поразлични. Но ќе не направи поразлични на еден рок во кој што можеме да бидеме поразлични. Затоа што да не се лажеме, власта корумпира. Власта ги менува луѓето. Треба човек кој што има озбилна социјална и емотивна интелигенција да разбере дека тоа е тој момент и да донесеш наследник и да заминеш од таа работа. Не може човек да е вечен. Не може човек да е вечен. Невозможно е тоа. Се плашите ли тоа? Најте во кој смисол? Едно е индивидуата Христијан Мицкоски, меѓутоа не претпоставам сигурно со вас ќе има еден огромен апарат од стотици луѓе кои што ќе мора да задоволуваат еден куп норми за да го извршуваат тоа што ќе го побарате во околности кога ветувате дека сето тоа ќе биде во рамки на закон, во рамки на правила, морално и етички исправно. Стотици и стотици луѓе кои што ќе треба да го понесат и да го издржат тој испит. Драган, затоа реков дека никој не е безбеден. И тие кои што се сега, и тие што ќе бидат, но и тие што биле. Никој не е безбеден. Не смееме, ова е последната шанса. Не смееме да испуштиме. Тоа го зборував и пред неколку дена. Нашиот чекор треба да биде како досегашни 2 или 3. И луѓето ќе имаат огромни очекувања од самиот момент, од самиот почеток. Одма ќе сакаат работите да се менуваат. И оправдано е тоа. Природно е, да. Трпение ќе нема повеќе. Затоа што, еве, и вие и Горан тоа го кажувате. Луѓето се на ивица на трпение. Сакаат веднаш да има резултат. И тоа мора да го направиме. Затоа мора да влеземе спремни максимално од првата минута пресинг. Ако ние не правиме пресинг од првата минута, и тоа истоштува, и физички, и емотивно, не викам не, ама затоа велам, кога ќе се почувствувате дека сте најсилен, дека сте, тогаш треба да продолжите нешто друго да работите, а не тука. Затоа што овде нема како во еден момент таа осцилаторна крива да не тргне надолу. Но не трга само вашата осцилаторна, трга и на народот и на државата тогаш. Тогаш последиците се големи. Убаво е кога иде осцилаторната крива нагоре. Ама кога ќе тргне надолу, тогаш треба да го сетите моментот. Тогаш треба вие да сте мудри и да направите
потек со кој што ќе продолжи доде нагоре таа осцилаторна амплитудата да биде нагорна, а не надолу. На оваа тема ќе треба да направиме посебна емисија. За крај на емисијава ме интересира, не ми јасно. Според тоа што јас го знам од СДСМ, тие не сакаат да дојдат на предвремени избори по ниедна цена, сакаат до крај да издржат од причини кои што сите мислам дека добро ги знаеме. Не ми е јасно зошто инсистира власта на посебни избори председателски и парламентарни. Тоа е разлика од 2-2,5 месеци, но разликата во пари е прилично сериозна. 10-15, можеби 20 милиони евра ќе се потрошат. Што мисли власта дека ќе постигне, дека ако идат само на кандидатура на председател ќе го победа? Не разбирам, анкетите не го покажуваат, тоа не ми јасно. Тоа го разговарам и со луѓево кои што доаѓаат дипломативе и представници на меѓународна заедница. Генерално постојат три сценарија. Едното сценарио, вие што го кажавте, а тоа што го зборува Ковачевски во јавност, е дека ќе има председателски во март, парламентарни во јуни. И фан на тоа сценарио е Стево Пенаровски. Зошто? Затоа што третото сценарио, кој што се предвремени избори во октомври, не му одговараат нему, бидејќи СДСМ ќе доживее дебакал, а тој себе си се гледа како кандидат на СДСМ, па си вика со новата влада на ВМРО да помене ја и тие мали теоретски шанси ќе ги немам при евентуално такво сценарио да бидам председател. А како размислува сега СДСМ и ДУИ, велат ќе направиме еден блок кој што ќе го подржи, да речеме, председателскиот кандидат, кој што тие ќе го изберат, и тој блок ќе победи и бранот што ќе окрира тој блок ќе го поклопи ВМРО да помине на парламентарните избори. Ама тука забораваат две работи. Дека не се тие фактор во тој случај. Не зависи од нив ништо. Победник на следните председателски избори во март ќе биде или кандидатот на ВМРО да помине што ќе го предложи, или нема да имаат успешни избори. Тоа е посебно прашање. Нема да имаат успешни, не разбира дека тоа не тоа е сосема некој друго прашање. Иако јас сум убеден дека кандидатот на ВМРО да помине ќе го декласира најверојатно Стево Пендаровски, иако таму гледам и Оливер Спасовски полекано сигурно се промовира, но јас сум убеден кој да биде од тие двајца ќе биде декласиран. И тогаш бранот обратно ќе им се настрана парите што ќе се потрошат. Настрана зборуваме за неколку милиони евра, господин. Гледате сега, ама не се Драган. Видете сега, убаво анализирајте работата. Ако имаме таков еден изборен циклус, значи кампањата јануари, ако го земеме како месец на слави и така натаму, почнува во февруари, во март месец прв, втор круг април, па имате техничка влада таму февруари, март, па изборите се во јуни, дури се направи влада дошло јули, август имаме одмори, имаме есента за работа, колку толку, бидејќи потоа доаѓа зимата и веќе 25-та влегуваме во нови избори, тоа се локалните. Дали има Македонија сега период од февруари 24-та до таму некаде октомври, ноември 2025-та со политика само се занимава? Три циклуси на избори. Да, еве да речеме, може и повеќе може и повеќе. Може и повеќе. Ова е интересно сценарио. Да, ова е, сега дали ние прашите ги стопанските комори, јас ги поминав сите, дали тие ќе се согласат со ова. И ќе речат во ред ние сите ќе чекаме политичарите да се договорат, ќе ставиме клуч на врата и 2-3 години ќе стоиме. Да, и ќе стоиме. Тоа е едно сцена. Второто сценарио е да имаме заеднички во март. Што можеби како ВМРО да помане и повеќе не одговара. Техничка влада некаде таму декември месец и така натаму и така натаму. Но зошто ова е ризичен процес? Зборувам за еднината на државата, затоа што во јуни месец се европските избори. Изборите за Европскиот парламент. Како што стојат работиве, многу лесно ќе дивергира парламентот понадесно. Еве денеска погледав една анкета, да речеме, алтернатива за Германија, АФД познатата, веќе е на 23%, а 26% се седе од ЦСУ. На Конгресот на Алтернатива фир Дојчланд, Алтернатива за Германија, беше овој од Возраждание, кој што е антимакедонец. Костадин Костадинов. Да, Костадин Костадинов. Од Бугарија, бугарскиот Костадин Костадинов. Да,
Така што, не знам, ваму во Франција очигледно дека Ле Пен ќе ги победи изборите. Италија веќе јасно дека Мелони победува. Полска исто. Право и правда партијава Качински, Мазовецки си тера и се победи таму приказа. ФПО, партијата на правдата, убедливо води во Австрија. 30 имаат, наша сестенска Острак Фолкс партија, ОФП и социјалдемократија се меѓу 20-22 тука се буткаат на рак. Кога се тоа ќе се анализира, понадесно ќе се помести следниот Европски парламент. Многу понадесно ќе отиде. Не се знае пораката каква ќе биде. Влегуваме во една нова композиција, барањата за гаранции, ние што ги имаме идентитет, едно, друго, трето, да ги имаме на писмено, приоритети можда нема да бидеме. Можда и ние нема да можеме тој процес да го истуркаме. Така што ќе треба многу внимателно. Тоа е едно. И третото сценарио е ова што го зборевме, а тоа е сега на есен да имаме избори. Хардно, ама ова трето сценарио е најдобро за Македонија, но најлошо е за поединци од власта. Зошто? Затоа што завршуваат со политиката. Ете, тоа е отприлика и сега ќе се лажеме август, не август, септември, не септември, да премостиме уште некој месец повеќе. Така. Отприлика ова се можните сценарии. И последно прашање од мене, председателот се обидуваше да наддава со вас, зборувам за председателот Стево Пендаровски, вие рековте дека тој коленичи председател само и дуи, па тој се обиде да докажува дека вие коленичите, меѓутоа овдека не е прашање тој, ме интересира дали полека се кристализира името на новиот кандидат на ВМРО ДПМН за председател на државата. Па ние мериме отприлика 17 имиња. Веќе имаме некаква анализа, бидејќи започнавме некаде од април месец. Планираме пократок список да имаме некаде септември-октомври. Уште пократок список негде таму декември-јануари и очекуваме некаде втора половина на јануари, прва половина на февруари да се одржи конвенцијата за избор на председател и секој некој што ќе има амбиција да се пријави е добре дојден таму да се пријави. Господин Христијан Мицковски, благодариме за вечерашното гостување. Поминаа полнок, верувам дека останаа задоволни нашите гледачи. Благодарам на можноста, се надевам дека беше интересно еве на крајот од јули, на почетокот од август да ја затвориме денешнава емисија. Така, формално правно 1 август е и само за крај еден куриозитет што мора да ми го испрати колега од ТВ24, господинот Зуль Хајрат Демири на официјалната страна на Железници се потпишал како генерален директор и председател на управен одбор на Железници на Северна Република Македонија. Транспорт АД Скопје. Чисто како една информација која што можеби многу важно. Треба да не знам. Значи на Северна Република. А железница немаме, ама битно е на Северна. На Северна Република, не на Република Север. Како и да е, почитувани гледачи, 1 август, 12 часот и 3 минути, ние овдека ви се заблагодаруваме за вниманието. Утре во 15 часот следи репризното издание, а утре вечер во 22:30 повторно ви се јавувам јас Игор Момировски. До тогаш пријатно.